Огромна поддршка доби владеачката партија ВМРО ДПМН од своите сестрински партии од Баварија и Унгарија. Остварени се средби со високи представници на двете земји и тие се убедени дека во земјава промена на власта нема да се случи, вели за телевизија Нова Александар Николовски, кој беше дел од делегацијата предводена од лидерот на партијата Никола Груевски. Се надеваат дека и даваат поддршка ВМРО ДПМН да победи на предстојните парламентарни избори и Никола Груевски повторно да биде избран за премиер на Република Македонија. Една силна, цврста и недвосмислена поддршка која што ќе ја докажат и со нивно присуство во Република Македонија. Понатака разговаравме во смисла на интеграциите на Македонија во НАТО и во Европската Унија и предизвикот кој што го имавме со мигрантската криза, затоа што покрај Македонија, Унгарија и во делот на Германија, Баварија беа најзасегнати. На неколкудневната посета на оваа сојузна германска држава, Груевски се сретна со Едмунд Штојбер, поранешен премиер на Баварија. Освен за партиските релации, тие разговарале и за глобални теми како справувањето со бегалската криза. Добивме оптимистички од нив ветувања дека понатаму ќе помагаат уште повеќе во однос на зачленувањето на Македонија во Европската Унија и во НАТО. Разменивме многу информации околу состојбите во Македонија, она што се случуваше, она што сега се случува и она што следува. Така што можам да кажам дека имаме поддршка од Баварија. Освен политички средби, делегацијата на ВМРО ДПМН оствари и економски средби со дел од стопанските комори и бизнис друженија. Презентирани им биле можностите за инвестирање и отварање на бизнис во земјава. На состаноците според Николовски веќе имало и заинтересирани компании за инвестиции во Македонија. Се сретнавме со Баварската стопанска комора, во која што членуваат најмоќните компании од Баварија. Беа заинтересирани за инвестицијските можности, високо го ценат она што го правиме, ги препознаваат извештаите на релевантни институции како Светска банка, Doing Business извештајот понатака на IBM за новоотворени работни места, извештајот на Светскиот економски форум за ефективната даночна стапка и така натака. Дел, како што кажав, инвестирале, дел се заинтересирани за инвестирање и планираме после изборите интензивно да работиме во овој дел. Македонија има и свој економски промотор во Минхен, кој што е задолжен исклучително за Баварија да се практично и представува можностите за инвестирање во Баварија. Инаку Груевски со својот тим во последниве 3 месеци оствари повеќе средби, меѓу кои во Соединетите Американски држави се остварени билатерални средби со повеќе конгресмени, сенатори и дипломати кои учествуваат во политичкиот живот на САД. Остварени се средби во германската престолнина Берлин, каде се разговарало за економски теми, намалувањето на невработеноста и привлекувањето на странските инвестиции. Следуваше и посета во Лондон, каде е остварена средба со представници на британскиот парламент.